Добар ден, ново издание на емисијата Наплодна на Охрид Ньюз. Денеска ќе разговараме за фотоволтаиците, една тема која што е доста актуелна периодов во време кога струјата поскапе, кога имаме недостиг на електрична енергија, недостиг на пелети, дрва и слично. Граѓаните размислуваат за поставување на фотоволтаици и искористување на обновливите извори на енергија. Посебен интерес периодов пројавија хотелиерите. За оваа тема денеска ќе разговараме со представникот секторот урбанизам од општина Охрид, тој е господинот Богдан Настески Гирман. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ви најдов. Да, ајде да започнеме од тоа дали е голем навистина интересот за поставување фотоволтаици. Генерално економската криза и енергетската криза ги натера луѓето да размислуваат повеќе на воведување мерки за штедење. Меѓутоа, се осврна и на оној дел кога може да ги искористите обновливите извори на енергија и во секој случај најголем интерес за фотоволтаиците, поставување фотоволтаици. Да, кај хотелиерите, кај правни лица или има и кај граѓаните? Интересот е подеднаков и кај домаќинствата и кај големите потрошувачи, како индустријски капацитети и хотелиерските комплекси. Меѓутоа, оно што во пракса се спроведува, гледаме дека најголем дел на поставување на фотоволтаици имаме кај хотелските комплекси и индустријските капацитети. Да, имаме ли бројка колку хотели поставија фотоволтаици до сега? Во изминативе, значи од 19 година до 10 месец 2022 има поставено околу 20 на фотоволтаици врз објекти, тоа се индустријски и хотелски комплекси и само еден на индивидуална стамбена куќа. Да. Се жалеа периодот на назад дека се тешки процедурите за ваков тип на обновливи извори? Да, со новите измени на законот се воведе можеби незначително олеснување за малите потрошувачи, тоа се потрошувачите до 6 киловати за домаќинствата, за физички лица и до 40 киловати за правните лица кои може да поставуваат на индустријски и на хотелиерски комплекси. Меѓутоа, тоа олеснување е само едно воведување на една пракса каде општината само се известува дека ќе постават фотоволтаици на објектите. А имаше пречка кај хотелите поради блискоста до езерото и препораките на УНЕСКО? Да, секако дека има пречка. Оние објекти кои што се во зоната на крајбрежје, во 50 метри од катастарска парцела 1-1, практично од езерото, нема да можат да постават фотоволтаици. А зошто е тоа така? Зошто УНЕСКО смета дека тие загрозуваат животната средина? Мислам дека доаѓа период кога во иднина ќе се регулира и тој процес, се прават промени во нивните законодавство и во нивните планови за управување. Мислам дека ќе го надминеме тој проблем. Да, и какви се процедурите за поставување? Процедурата за поставување на фотоволтаици изменета со измената на законот за градење. Пред неколку дена се измени законот за градење. Постапката е упростена во делот на административната процедура кон општината. Значи сега инвеститорот потребно е да поднесе до општината еден изјава за почеток за поставување на фотоволтаици. Со таа изјава доставуваат основен проект. Во основниот проект содржи фаза архитектура, фаза електрика и незадолжителна фазата ревизија. Значи тоа е истата процедура која поднесуваат и големите потрошувачи до 1 мегават, меѓутоа тие одат пред локалната самоуправа со решение за издавање за поставување фотоволтаици. Да, и колкав е временскиот период ова да се упростената простапка, значи за малите потрошувачи до 6 киловати за домаќинствата и физичките лица и за 40 киловати за правните лица, започнува веднаш по изготвување на основниот проект со една изјава до општината дека се започнува со изградба. Процедурата завршува, се ставаат во употреба со изјава на изведувачот, кој под морална и кривична одговорност дава изјава дека работите се изведени согласно на проектот кој е доставен. Дали ова е скапа инвестиција? Праксата покажува дека економска оправданост најдоа само хотелерите и индустријските капацитети. Значи, оно што во пракса гледаме дека домаќинствата нема голем број на домаќинства кои поставиле фотоволтаици, значи не наоѓаат економска исплатливост. Генерално за 6 киловати потрошувачка фотоволтаици, сумата чини околу 7.000 евра за поставување и домаќинствата веројатно не гледаат економска исплатливост. Тука веројатно треба да се уклучи централната власт со субвенционирање и други програми кои може да им помогне на домаќинствата да продолжат со постапките за поставување на фотоволтаици. Да, а се јавуваат ли дека вас граѓани? Да, има барање дека што кажав се во смисла на информации, барање информации за поставување се голем број, како и од големите потрошувачи, така и од домаќинствата. Меѓутоа, таа постапка
веројатно прават некоја економска анализа дека нема да имаат исплатливост. Да. А тоа јавување сега почна откако е кризава или имаше и лани, полани? Не, процесот, значи актуелноста на поставување на фотоволтаиците, значи во Охридскиот регион не се актуелни само фотоволтаиците, не е само искористувањето на сончевата енергија, значи тука кај нас интересна и искористување на обновливи извори на енергија од вода и ветар. Значи веќе имаме барање за поставување на мерни столбови за искористување на ветрот. Имаме барање за хидроцентрали, мали хидроцентрали. Значи во Охридскиот регион сите барања се актуелни уназад години. Меѓутоа со економската криза, особено енергетската криза, ги натера да наоѓаат некоја полесна и побрза постапка, тоа се фотоволтаиците. Кај овие другите е потешка процедурата? Па да, потешка и покомплицирана процедура. Во кој дел зошто? По обемна документацијата која треба да се обезбеди. И кошта повеќе? Апсолутно, да. А експертски гледано, дали фотоволтаиците се решение во една ваква криза каква што имаме сега? Дефинитивно фотоволтаиците се решение, бидејќи Македонија е енергетски зависна држава. Мислам дека и стратегијата, енергетската стратегија на државата е воиднина да се субвенционираат поставувањето на фотоволтаици, бидејќи Македонија има најмалку 280 сончеви денови во годината и би требало да се насочиме кон искористување на таа обновлива изворна енергија. Да, очекувате интересот и понатаму да расте следниот период? Да, во изминатите, како што кажав, од 2019 до 2022 поднесени се 20 барања и одобрени се 20 барања, а токму сега во моментов имаме 10 барања. Значи за еден многу мал период имаме веќе 10 барања. Да, треба ли УНЕСКО да ги симне тие критериуми, да ги омекне на некој начин? Тоа е нивна одлука, меѓутоа ние секако треба сами да се грижиме за градот, не дека некој друг треба да го заштити градот. Она што граѓаните го доживуваат од препораките на УНЕСКО се рестрикции и забрани. Веројатно треба да почувствуваат некоја форма на поддршка во смисла на субвенционирање и поставување на такви системи и да се изнајде решение. Така. Вашиот сектор е актуелен, особено во Охрид, затоа што тука се тие забелешки на УНЕСКО. Зашто најмногу бараат? Што се гради во моментот во Охрид? Се градат стамбени објекти, куќи? Генерално во препораките и на мисијата на УНЕСКО е дека во Охрид треба да се воведе генерален мораториум на сите градби. Меѓутоа ние со споредувањето на плановите го почитуваме планот за управување на УНЕСКО, така да сме прилагодени кон условите кои ги наложиле. Да, а има интерес за градба на згради? Дефинитивно, Охрид е најинтересен за инвеститорите и секако за купувачите на станови. Да. Не сметате дека многу е таа градежна офанзива силна? Градежната офанзива е силна, да. Меѓутоа, Охрид пред многу години беше индустријски град. Тој период запре индустријата не се развива повеќе во Охрид и луѓето се пренасочија кон хотелиерството, кон туризмот. И од тоа живеат. И секако дека има потреба од капацитети, меѓутоа може треба да се регулираат на поинаков начин. Каков извештај очекувате од УНЕСКО следната година? Не очекувам дека ќе биде ставен во загрозено подрачје, затоа сме тука, затоа се бориме, да го задржиме статус. Да, наидувате ли на нелегални градби? Секторот за урбанизам и управување не е надлежен за тоа, меѓутоа очигледно е дека има нелегални градби. Сега веројатно инспекторатот постапува по сите предмети. Да, а имаме ли капацитет како град да се справиме со сето она што го предлага УНЕСКО и на кој што има забелешки? Мислам дека треба повеќе да се насочиме кон презентација на јавноста на она што УНЕСКО го бара. Значи, доживувањето кај народот е дека треба да почитуваат рестрикции, забрани, меѓутоа треба да почувствуваат и некоја придобивка од сето тоа што го наложува УНЕСКо. Дали тоа ќе е во форма на субвенционирање, во Старград веќе имаме потреба од забрана за поставување на клима уреди на дворешни единици, сончеви. Значи сето тоа може добро да се регулира доколку државата најде начин за субвенционирање за замена на тие уреди. Треба ли според вас колку пречат тие работи кои што се случуваат во стариот дел на градот? УНЕСКО има забелешка и за сателитските антени, и за клима уредите. Да. Колку тоа пречи, колку навистина го нарушува визурата на стариот дел од градот? Дефинитивно е нарушува. Ние сами треба да го заштитиме таа амбиентална средина која ја наследивме. Треба и понатаму да продолжи да се развива градот во стилот кој досега екзистирал. Меѓутоа треба да им најдеме начин на луѓето кои живеат таму да може да се носат со сите тие рестрикции и забрани. Да. И сега УНЕСКО бара да се тргнат сите тие помошни
Треба да се тргнат и треба да се Тоа би тргнат, успеале меѓутоа, да го направиме? Па заложбите се на општината да изнајдеме некој модус за субвенционирање и да почнеме, негде мора да се почне. Дали имаме доволен број на градски архитекти и луѓе кои што се грижат за урбанизмот на град Охрид? Општина Охрид и секторот конкретно има вработени архитекти, урбанисти, планери, меѓутоа верувам дека општина Охрид е една од општините со најголем број на предмети за разлика од сите други општини. Ние имаме повеќе од 200 предмети во секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште, оделени за донесување на урбанистички планови и навистина комплицирано да се справиме со тие предмети, бидејќи за разлика од другите градови ние имаме тука еден план за управување со природно и културно наследство, кој мора да го почитуваме и значително е отежнува постапката за донесување на урбанистички планови. Да, тоа значи дека Охрид и понатаму привлечен за инвеститори. Дефинитивно, Охрид е привлечен не само за нашите домашни инвеститори, туку и за странците. Да. Недостигаат ли хотелски капацитети? Малку зачнавме таа тема на Да, по-конкретно. Хотелските капацитети веројатно недостигаат и ќе недостигаат. Значи Охрид има потреба од некој елитен туризам и во изминатиот период се јавуваат инвеститори од странство кои се заинтересирани за вложување. Меѓутоа, она што препораките на НЕСКО го дава дека нема можност повеќе Охрид да се шири надвор од генерален урбанистички план, што ги ограничува нашите можности за понуда. Да, во таа најатрактивна зона, да кажеме, покрај езера и процедурите се многу тешки. Процедурите се многу тешки. Веќе има некој изграден фонд на хотелски комплекси кои се надеваме дека во иднина ќе бидат и тие интересни за инвеститорите, може да се реновираат, да се санираат, да се подобри услугата, да се подобрат понудите. И тоа ќе видиме, не знаеме што е седнината. Да, кои локации се најатрактивни во градот за градба? Крајбрежјето, дефинитивно крајбрежјето. А останатиот дел? Крајбрежјето. Видите како и исполнуваме оне фонд на изградба во крајбрежјето, луѓето неминовно се повлекуваат и на периферија. Има луѓе староселци кои веќе барат да се повлечат од центарот, за нив е веројатно сета таа гужва, барат емоции и мир. И има луѓе кои барат да се повлечат на периферија. И добро би било после 20 кусур години ние малце да се децентрализираме малце градот, да го развиеме и да се дисперзираат малце градовите и да го растеретиме центарот од она што е не само летна гужва, ја чувствуваме ние секојдневно гужвата. Да, и само да прецизираме, најголем интересот за изградба на стамбени објекти, така за викенд станови. Да, дефинитивно. Не само за викенд станови, има потреба и постојаните жители од станови. Да, според планот висински колку требаше да ограничувањата се по зони. Ограничувањата се по зони и во тој дел се почитува спроведувањето на урбанистичките планови, се спроведува според препораките на планот, така да во ниту еден сегмент не се надминуваат тие препораки. Да, во крајбрежјето колку беше? 3+2? Зависно од зоните, прва, втора, А, Б, трета Г, трета Д, има различни зони. Дефинитивно покрај брегот во оној дел кој е дозволен е прицени дваката. Да. Сакам да ме прашам и за последиците од она што го најавува законот за данок на имот, дека тројно ќе порасне данокот на имот за луѓе кои што имаат викенд станови во Охрид, тоа е нешто најзагрижувачки. Како ќе се одрази тоа? Данокот на имот не е надлежност за урбанизам и правување, меѓутоа да, има реакции, меѓутоа тоа не е став на општината, тоа е на централно ниво, данокот се... Да, сакам да ве прашам само ваш став околу тоа како тоа ќе се одрази, затоа што многу експерти ја анализираат оваа состојба и велат дека ќе дојде до нагло продавање на тие станови. Мојот личен став не е веројатно ставот на општината, не го знам ставот на општината, меѓутоа мојот личен став е добро да введеме едно оданичување за оние станови кои се користат за викенд станови. Да, а да биде олеснувањето за луѓето кои постојано живеат тука. Да, некаде сме на крајот на разговорот, сакам да заокружиме. Значи Охрид е град кој што ќе го зачува културното наследство според вас и ќе ги исполни тие препораки на УНЕСКО, но ќе продолжи да се развива. Дефинитивно ќе се трудиме да го зачуваме статусот кој го имаме, нема да дозволиме да не спуштате на ниво позагрозено, меѓутоа треба сите да се вложат. Не само ние како локална самоуправа, треба и граѓаните да се потрудат да го зачуваме статусот. Така. Ви благодарам многу на гостувањето и на сите овие информации кои што ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Така, повторно се дружиме во следната прилика. Ви благодарам и вам, драги гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Следниот понеделник повторно бидете на Охрид Нјуз, имаме нова актуелна тема. До тогаш, довидување.